Заедно со камерите од Safe City, од 1 февруари ќе започнат со работа и полициските патролни возила, кои автоматски детектираат и санкционираат погрешно паркирање во сообраќајот, потврдуваат од МВР за Канал 5. Како и системот Safe City, и овие возила прекршоците ги документираат со автоматски софтвер и камери, а казната пристигнува директно на електронската пошта до сопственикот на возилото. Од 1 февруари патролните возила ќе започнат со работа. Системот Безбеден град ќе санкционира 4 прекршоци во сообраќајот: пречекорена брзина, поминување на црвено светло, нерегистрирано возило и непрописно паркирање. Патролните возила ќе регистрираат непрописно паркирање, велат од МВР. Министерот за внатрешни работи Панча Тошковски на денешната финална проверка и верификација на системот за автоматска детекција на брзината на возилата потенцираше дека целта на Safe City се повеќе спасени човечки животи. Од аспект на зачувување на човечки животи, од аспект на намалување на настанати сообраќајни незгоди и од аспект на намалување на број на повредени граѓани во сите оние сообраќајни незгоди кои што ги имаме, а знаеме дека бројките во Македонија се катастрофални, едни од најлошите во Европа. Од кои што се констатирани при верификацијата на брзините навистина се минимални. На брзина од 185 км на час имаме отстапување од камерата до уредот со кој што се потврдува со 100% на сигурност брзината 0,4-0,5 км на час, што е далеку под законски утврдената толеранција. Камерата не препознава ни македонец, ни албанец, не препознава етникум, не препознава роднина, не препознава близок. Едноставно секој оној кој што ќе го стори сообраќајниот прекршок во рамки на утврдени процедури ќе треба да сноси одговорност за истиот. Од МВР посочуваат дека во првата фаза на имплементација на овој систем, камерите се ставени на локации со зголемен ризик: Скопје, Куманово и Тетово. Но во текот на годината, системот ќе се проширува и на територијата на целата држава, а листата на прекршоци кои тој санкционира ќе се зголемува. Исто така ќе бидат активирани и возила на МВР опремени со мобилни камери, кои ќе дејствуваат на така наречени црни точки на патиштата.